Не само децата, и ние возрастните сакаме да му се израдуваме на снегот. Ке го дочекаме ли конечно оваа зима? Што се случува со климата? Зошто досега не видовме зима? Идниот петок, дали ќе има доволно вода во реките и во езерата низ Македонија за верниците да се фрлат по Светиот крст? По одговор на овие прашања, колегата зад камерата Наум и јас дојдовме во управата за хидрометеоролошки работи во Скопје. Повелете и вие со нас во наредните 30 минути да ги чуеме одговорите. Што се случува со климата? Па, очигледно дека нешто се случува со климата и сите сме сведоци дека климатските промени се евидентни не само на глобално ниво, туку и на територијата на нашата држава. Меѓутоа, кога зборуваме, например, ме прашувате конкретно за декември, нели, како досега немаше зима. Немаше точно, не само декември. И октомври беше екстремно топол, и ноември и декември. Значи, меѓутоа, за да кажеме да, тоа се климатските промени, значи треба подетелни анализи да направиме во однос на што се случувало и во минатото и што сега конкретно се случува. Тука би сакала да кажам, да ја посочам народната поговорка: една ластовица не ја прави пролета, така да и еден топол месец или два топли месеци не значи дека веднаш можеме да кажеме да, тоа се климатски промени. Меѓутоа, дека нешто се случува и дека тоа е сепак причина се климатските промени, покажуваат нашите анализи и резултатите од анализата на нашите долгогодишни низови на податоци. Да, може би вие и имате статистика. Јас, ако се присетам, и 2022 зимата беше прилично блага, минатата зима, исто така немаше снег. Во Скопје немаме снег, например, видено и во Македонија, во поголемите градови, од 2016-та или 2017-та зимата, кога наврна баш онака прилична количина на снег, од тогаш снег нема во Македонија. Нема, затоа што... Што се случува? Се случува со климата, оно што веќе мислам на големо се зборува, дека сведоци сме на глобално затоплување на атмосферата, а од друга страна намалување на врнежите. Кога зборуваме за климатските промени, мораме да кажеме, бидејќи ме прашавте сега за најновиот период, интересно е што 2023 година, добро, се уште ги немаме детално анализите направени, меѓутоа неформално првично 2023 година е една од најтоплите години што ги имаме во нашите записи. Инаку, кога зборуваме за климатските промени, многу е битно периодот што го анализираме. Колку подолг низ на податоци имаме, на квалитетни, континуирани податоци, толку и резултатите и анализите се поверодостојни и по-квалитетни. Обично, кога зборуваме за вакви анализи, ги користиме податоците од 1951 година, па се до денеска. Тоа е еден добар долг низ на податоци, за кои што располагаме податоци за главните климатски елементи, температурата и врнежите на територијата на нашата држава. Значи, тоа се измерени податоци на метеоролошките станици кои што ги имаме на различни локации во државата. Со оглед на тоа што ја споменав 1951 година, од тогаш наваму минатата година е најтопла година? Не. Значи, рангот е од 51 до 2023, значи ги рангираме по највисоки вредности. Во највисоките вредности, не викаме само најтопли години, него во највисоки вредности, зашто може некои години да се совпаднат со иста вредност. Најтопла до сега генерално на територијата на нашата држава беше 2019 година. Исто така беше една од најтоплите и во рангот на највисоко рангираните и 2018, сега доаѓа и 2023. Меѓутоа, во овој ранг на екстремно високи вредности не се само, значи претходно спомнева, значи од 2007 година до 2023 година, со исклучок само на 2011 година, се во рангот на највисоките вредности на годишната температура на воздухот. Сега во оваа група на... Кога го објаснувате ова, мислите и на лето и на зима?
Ова е годишна Просек, годишен температура. просек, да. За Добро, год, годишна на ниво температура, така. на година. Сега, значи, во овие, значи, последователни 17, односно без таа 2011 година, на највисоки вредности, тука имаме и години кои што се во минатото, значи не значи дека ние во минатото не сме имали исто екстремно топли години, така тука во оваа група спаѓаат и 1951 година, 1952 година исто така се забележани доста високи температури, меѓутоа сепак тоа се инцидентно краток период, 1-2 години, а овдека станува збор веќе во континуитет на последователни години. Исто нема да не ја заборавиме 1994 година исто беше доста екстремна година и во рангот на едно од најтоплите години. На што се должат овие невообичаено високи температури во последниве 13-15 години, колку што рековте, од 2007 наваму со исклучок на 2011? На што се резултат климатските промени? Дали се тие резултат на глобалното затоплување или обратно? Или пак станува збор за некои феномени и циклуси кои му се случуваат на човештвото во одреден временски период? Значи, ние во климатологијата, значи анализите што ги правиме на најдолгогодишните низови на податоци и тука ги користиме и податоците што ги имаме од 1926 година, значи можеме да се пофалиме со еден долг речиси 100 годишен низ на податоци за метеоролошките станици Прилеп, Битола и Штип. Ако добро ве разбрав, 51 е Скопје, а од 51 сте останатите, значи Скопје, Крива Паланка, Берово, оваа мрежа. А од 1926, значи во континуитет за температурата и за врнежите имаме податоци за Битола, Прилеп и Штип. Овие податоци се многу битни кога станува збор за нашите еден век. Па да, за малку уште ќе биде 100 годишен низ. Значи, колку подолг квалитетен низ, толку и поверодостојни резултати ќе добиеме. Значи, кога го анализираме состојбата на климатскиот систем, значи забележуваме особено за температурата, значи климата на едно подрачје зависи од многу природни фактори. Меѓутоа, тие природни услови се гледат по тоа што еден циклус на топли, на ладни периоди, значи и во минатото сме имале топол, ладен период, па се менуваат тие фази, меѓутоа оно што и тоа можеме да го припишеме генерално на природните услови. Меѓутоа ова што се случува, почнувајќи поготово од 90-тите години навака, е нешто невообичаено што до сега ние во нашите записи го немаме ваков тренд. Значи, гледаме еден постојаден тренд на зголемување. Претходно имало тренд на зголемување, намалување, меѓутоа веќе овој 100 годишен, така наречен 100 годишен низ, покажува дека температурата на нашата територија, значи, постојано се зголемува. Но она што им оди во прилог на оние теории на заговор кои ги негираат климатските промени како феномен е, например, податокот дека 51-52 година, кога нивото на индустриализација во глобални рамки не било на ова ниво како денес, повторно биле исклучително жешки години. Како се објаснува тоа тогаш, иако климатските промени се феномен кој постои, каде се во ова оди? Што може да очекуваме во перспектива од 20-тина или 50-тина години? Дали ќе треба да ги менуваме и учебниците по географија во кои сме учеле дека Македонија има умерено континентална и медитеранска клима, каде што се допираат таа медитеранска морска клима и она континенталната, умерено континенталната клима? Сигурно ќе мора да се менува, затоа што нашиве истражувања не само на температурата и врнежите како основни климатски елементи, ние имаме анализа и на така наречените климатски индекси што се однесуваат на температурата и на врнежите. И нашите досегашни истражувања покажуваат дека има промена во одредено намалување или зголемување на одредени климатски елементи. Така, например, интересна е анализата на топлотните бранови. Значи, еве го овој период што го спомнавме од 51 година па наваму. Значи, во минатото имало точно. Се појавувале топлотни бранови, траеле. Меѓутоа, оно што е интересно што од 87 година па навака, значи за овој период од 51 година, значи
во периодот до некаде 87 година, тоа било нередовна појава секоја година на топлотен бран. Меѓутоа, од 87 година па навака до денеска, значи, не само што се редовна појава на топлотните бранови, се зголемува и нивната честина на појавување, а исто така и долготрајноста на појавата на топлотен бран. И всушност ова лето ние, минатото лето, и бевме сведоци на еден таков топлотен бран кој што навистина долго траеше. Сега што се однесува за во иднина? Точно е дека ќе треба нешто да се менува во учебниците, а исто и во нашето однесување, во секојдневно однесување во разни области на општеството, со оглед на тоа што анализите што се направени конкретно за проекциите за идните промени на климата и климатските индекси за нашата територија до 2100 година покажуваат дека територијата на нашата земја ќе се соочи, значи Република Северна Македонија ќе се соочи со потопла и посушна клима. Амплитудата на ова промена пред се ќе зависи од идните концентрации на стакленички гасови на глобално ниво. Меѓутоа, оно што со оглед на овие претходни историски податоци, оно што сега актуелниве податоци и моделите што покажуваат за воиднина, ќе дојде до зголемување на така наречените топли настани. Под топли настани се подразбира ова токму што кажав, зголемување на честината и долготрајноста на топлите бранови, ќе се зголеми бројот на така наречените тропски ноќи. Тоа се тропски ноќи, денови кога минималната температура е на 20 степени и кога е многу тешко да се спие, значи освен што преку денот организмот ќе се измори, меѓутоа вие и ноќе не можете да спиете. Колку подолго трае тој период на такви тропски, така наречени тропски ноќи, значи луѓето се повеќе и повеќе ќе бидат, мислам, на некој начин уморни од сите тие случувања. Ќе се зголеми бројот на летни денови, а за сметка на тоа пак ќе дојде до намалување на така наречените ладни настани. Студени бранови веќе исчезнуваат, а до крајот на векот и тие веќе нема ни да постојат. Ќе се намали бројот на така наречените ледени денови, мразни денови. Така да, во секој случај, климата се менува, а и ќе имаме сигурно нови истражувања за тоа кои климатски типови овде. Значи, идните генерации помалку ќе трошат за грејење. Па да, помалку ќе трошат. Може ли да ни кажете дали конечно ќе видиме снег зимава? Па вака, за сега, значи во теков на следнава недела времето ќе биде стабилно и постудено. Денеска дува северен ветер, некаде со брзина над 60 км на час, исто така ќе дува и во петок и во сабота. Очекуваме пониски утрински температури, што некаде ќе се спуштат и на некои места и под минус 10 степени. Во текот на оваа недела не очекуваме врнежи од снег, но секако календарски се уште трае зимата и не се исклучува можноста во после втората декада на овој месец и следниот да имаме и врнежи од снег. Подолгорочна прогноза не правите или дали имате, например, од прилика преглед каква идната недела какво ќе биде времето? Дали кога би се очекувале тие врнежи од снег? Или не може тоа сега да се каже? Да, до 15 дена имаме ние увид какво време би не очекувало и дали би имале врнежи од снег. За сега прогностичките модели не даваат врнежи од снег. Па ако 15 дена од сега гледаме, значи веќе ќе биде доцна јануари, нема снег, веројатно во февруари ќе остане снегот или понатаму, бидејќи зимата трае. Па да, се уште трае, така да сигурно ќе има врнежи од снег. Како се изработуваат прогнозите? Например, за утре, за наредните денови, што значат тие мапи на вашите монитори? Пратиме синоптичката состојба на висина воздушните маси, дали нашето подрачје ќе биде под влијание на некоја од тие воздушни маси. Кога ќе кажеме, например, температурата во Скопје денеска е 1 степен, каде е таа мерна станица што се мери и како е таа поставена или заштитена? Дали е изложена директно зрачење на сонцето? Дали е во сенка во лето кога покажува 40 степени? Како се мери температурата? Температурата се мери во специјално направени кукички кои секаде во светот се бели, поставени се кон северната страна. Внатре има термометар и заштитено. Ние тука во Управата за хидрометеоролошки работи, мерните инструменти се поставени во мерниот круг.
на 2 метра висина. Со колкава точност ја давате прогнозата, например, за утре и за наредните денови? Со точност од, па може да кажеме, над 95%. Ке има ли доволно вода со оглед на сушниот период зад нас, за верниците да скокнат во светите води по крстот? Ние моментално сме во некој подпросечен режим на води, каде што се гледа дека нивоата се релативно подпросек, иако поради малите врнежи од дожд и снег низ државата, на некои станици се забележува покачување, меѓутоа нема стравување дека водите ќе останат без вода за големиот верски празник. Која е најкритична точка кога станува збор за реките и езерата во Македонија? Дали е тоа Преспанското езеро? Па конкретно најкритично е токму таму, меѓутоа тоа е веќе познато со години дека нивото на тоа езеро постепено се намалува и веќе од 63-та година кога е измерен најголемиот максимален водостој на езерото, до сега има изгубено преку 10 метра. Значи нивото се спушта, особено после 87 година, нивоата на езерата, конкретно на Преспанското езеро, постепено се спушта, така да таму е најкритично, можам да кажам, по целата држава, не поради конкретната временска состојба, него поради влијание на човекот, влијание на климатските варијации, сето тоа заеднички допринесува таму да имаме многу критична состојба. Што се однесува до реките, нивоата на реките се просечни, очекувано е во месец јануари, кога имаме пониски температури, да се јават и одредени годишни минимуми, меѓутоа во моментов не е таков случајот да се температурите толку ниски да се чувствува тој екстрем, меѓутоа поради, можам да кажам, слабите врнежи во месец декември, врнежи од дожд па и снегот што падна на планините ги задржа тие водни количини во горните делови на сливовите, така да реките моментално се со просечни водостои, единствено на места каде што постојат акумулации, односно станиците кои што се под влијание на акумулации, можеме да приметиме дека во текот на денот варираат со водостојот во зависност од потребите за електрична енергија. Нормално како се испушта водата од акумулациите, се минува и драстично водостојот на реките. Дали во наредниот период од зимата, во услови на засилени врнежи на дожд и снег и топење на снегот на пролет, може да се очекуваат излевање на некои реки од коритата и поплави? Во моментов, значи, сме во зимскиот период, значи се уште очекуваме да се јават нови врнежи од снег кои фактички ќе предизвикаат зголемување на резервите на вода во теков на годината, така да нормално е да очекуваме покачување на водостоите во пролетните месеци. Меѓутоа, конкретно не можеме да ви кажеме каде и што би се случило, затоа што тие се екстремни појави, се јавуваат во одредени ситуации каде што... Тоа, дали се речните корита одржани така како што треба, дали се исчистени, или во таа насока дали доколку има зголемено ниво на врнежи и топење на снегот може да дојде до критични ситуации? Значи, секогаш може да дојде. Ние гледаме низ светов какви све катастрофи се случуваат, значи можни се поплавувања секаде, особено на места каде што има стеснување на протекувањата, каде што има зарастена вегетација која во пролет очекувано е да почне да расте. И имате детектирано тие точки? Значи, тие точки се детектирани заедно со Дирекцијата за заштита и спасување и се посочени до општините.
Се надевам дека општините излегле на терен и влијаеле на тие процеси да не се случуваат, односно каде што има критични точки да ги поправат, да не дозволат самата река да предизвика плавење. Така да во овој момент не можам да ви посочам дека некаде стриктно има кризна ситуација, затоа што не знаеме моментално каква е состојбата на терен. Ние можеме само од нашите автоматски станици да детектираме каква е состојбата со нивоата, меѓутоа детално во моментов не сме во состојба да ви укажеме на тие критични точки. Господин Стоев, имајќи го предвид хидропотенцијалот на Македонија, богатството со води, може ли на Македонија на долг рок да и се закани суша од поголеми разбори, односно испарување, истекување, пресушување на реки и езера со оглед на неодговорниот однос на човекот, како и нехуманото трошење на еден од најважните природни ресурси? Па да, значи неколку пати предупредуваме дека во наредниот период се очекуваат суши покрај поплавите кои се нормално проследени со екстремни уништувања. Сепак и сушите се очекуваат во наредниот период, пред се поради фактот што нашата држава моментално е во сушна фаза, односно во период кој што се повторува на 12 години и очекувано е да во наредниот период покрај тоа што имаме климатски варијации да се јават и екстремни сушни периоди кои ќе предизвикаат нормално недостаток на вода за пиење, за наводнување, па и за производство на електрична енергија. Затоа е потребно нашата држава, иако многу екологисти се против тоа, мораме да размислуваме, да градиме акумулации кои ќе ја задржат таа вода за користење во летниот период кога е неопходна, а во ситуации кога имаме екстремно многу вода, да ја задржиме за да не направат низводно поплавување. Со кои предизвици се соочува Управата за хидрометеоролошки работи во Македонија? Хајде да кажеме прво, Управата за хидрометеоролошки работи, значи како што повеќето граѓани знаат, меѓутоа да повториме, значи врши хидролошки, метеоролошки, климатолошки, агрометеоролошки мерења, како и анализи за квалитетот на водите во Република Северна Македонија и анализа и прогноза на време. Предизвиците се безбројни, меѓутоа успеаваме некако да држиме чекор со западните европски земји и во поглед на прогнозата, значи сме рамо до рамо со сите современски центри во поглед на точност на прогнозата. Дали повеќе ви недостигаат луѓе како вработени или пак опрема? Па секако дека недостасува и современа опрема, недостасува и кадар, меѓутоа сега за сега успеваме да се соочуваме со предизвиците и да ги завршуваме своите задачи како што треба, па и да инвестираме во работи континуирано секоја година. Кога станува збор за бројот на вработени, колку сега има, колку би било таа идеална бројка на метеоролози и хидролози во управата за да стигнете да одговорите на сите барања? Па бројот на вработени во управата се осипува и од распадот на Југославија, ако во тоа време биле негде 300, сега сме 150. Како што реков, успеаме да ги завршуваме задачите, меѓутоа мислам дека оптималната бројка би била негде околу 200. Што недостигаат најмногу? Метеоролози, хидролози или некои други стручни профили во управата? Во поглед на метеоролози имаме доволно, меѓутоа треба да мислиме на иднината, веќе за 5-6 години, значи добар дел од метеоролозите ќе одат во пензија, така да во иднина треба да внимаваме на тоа. Хидролози имаме малку, значи имаме само двајца моментално дипломирани градежни инженери хидронасока. Тука е бројот мал, меѓутоа најповеќе ни фалат од сите, на метеоролошките станици низ Македонија што ги имаме, фалат луѓе доста, меѓутоа успеваме да се покриваме. Кога станува збор за опрема, со каква опрема располага управата? Кога е направена последната обнова, например, или реконструкција, или купено набавена нова опрема?
Па набавуваме секоја година, значи успеавме последниве години бројот на автоматски метеоролошки станици да стигне до 80. Јас кога дојдов директор 2017 беа околу 30, сега се 80. Автоматски хидролошки станици беа негде 20, се околу 50 се. Радарите, иако се стари, успеавме сите овие години, секоја година дел по дел ги дигитализираме. Значи една година приемници, една година предаватели на електромагнетни бранови. Последние години ги реновиравме скоро сите станици кои беа за реновирање во држава. Секоја година набавуваме различни инструменти кои се потребни. Така, кога станува збор за опремата, станува збор за скапа опрема? Колку се вредни тие автоматски хидролошки станици или автоматски метеоролошки станици кои сте ги двојно зголемиле бројот? Вредноста која е? Да, дали станува збор за скапа опрема? Дали скапа опрема се една автоматска метеоролошка станица можеби чини околу 20.000 евра, меѓутоа овие ние ги добиваме и преку проекти. Соработуваме со UNDP, со ГИС, со ФАО, така да преку разни проекти успеаме да добиваме и разна опрема. Радарите ги дигитализиравме со помош од Министерството за земјоделство и шумарство од програмата за рурален развој. Од нашиот основен буџет инвестираме во друго, во реновирање и успеваме некако да држиме чекор. Кој е главниот предизвик за 2024 година? За Кога станува збор за доопремување? За 2024 имаме еден проект кој го работиме заедно со Центарот за управување со кризи со UNDP. Планираме во рамките на УХМР да направиме модерен прогностички центар. Целото финансирање ќе го преземе UNDP. Се надевам ќе успееме до крајот на оваа година. Од 2020 почнавме со авионско засејување, како што на времето правеле, да речеме, тогаш капиталистичките земји и има големи успеси. Ние сме прва од земјите од поранешна Југославија која авионско засејување на облаците прави на целата низина територија. Што значи тоа? Може да го објасните како функционира, колку време функционира, кога се случува и како се случува? Треба во облакот да се уфрери реагенс на база на сребројодит. Методот се вика метод на конкуренција, кај што уфрлаш вештачки јадрена кристализација кои конкурираат на природните, со тоа се намалува пречникот на зрната, потенцијални зрна град, и кога ќе паднат низ топлиот дол на атмосферата, ќе паднат како многу помали зрна град или ќе се стопат, ќе паднат како дожд. Тоа порано се правело со ракети, значи ракетата го носела реагенсот, сега го носат авионите кои носат палки, кои ги палат, согласно како ќе им кажат нашите радарски центри. Авионите влегуваат во не влегуваат, значи под облакот, меѓутоа влегуваат во сисните струи на облакот. Так. Целиот процес го раководи Управата за хидрометеоролошки работи преку радарските центри, значи нашиве радарски техничари кажуваат каде, кога да полетаат авионите, на кој азимут да отидат, на која висина и колку реагенс да изфрлат. Тоа се случува во дождовните сезони? Тоа се случува, значи противградна заштита е негде од 15 април, 1 мај до 1 ноември. Значи кој имаме таква конвективна облачност, односно кога се создаваат кумулонимбуси кои со себе носат град. Дали статистиката покажала разлика во однос на јачината со која удрил градот после 2020 откако почнал овој нов метод или и претходно? Статистиката покажува, таа води Министерството за земјоделство, меѓутоа покажува дека штетите се многу намалени со авионското засејување, меѓутоа и техничарите кои работат во радарските центри кажуваат дека авионското засејување далеку попрецизно и подобро од ракетното. Така, кога станува збор, велите за набавка на опрема, се трудите да направите што е можно попрецизна прогноза, да дадете попрецизна прогноза, веројатно и тоа е една од целите на управите за хидрометеоролошки работи.
Кога се споредувате со регионалните центри, други, например Белград, Загреб, Софија, Тирана, Приштина, како стои управата за хидрометеоролошки работи во Скопје кога станува збор во однос на точноста на прогнозите? Видете, во однос на точноста на прогнозата, во светот е таа иста секаде. Не зависи од квалитетот на опрема? Зависи да, меѓутоа од набљудувачката мрежа, зависи дел сега и од сателитските мерења кои ние ги немаме, меѓутоа исти сателити користиме преку асоциацијата EUMETSAT, како и Србија и Хрватска и други земји во регионот, и моделите кои ја изработуваат прогнозата, кои ги даваат излезните податоци кои нашите синоптичари ги толкуваат, се тие околу 10 во светот. Значи, прогнозата е иста, денеска е до 5 дена точна, во однос на основните метеоролошки параметри, значи притисок, температура, влажност, правец, брзина на ветер. Така, тоа е прашањето. Дали ако располагате со квалитетна опрема, ќе може да се направи подолгорочна прецизна прогноза? Например, во 10 дена напред или месец дена гледано на напред? Без разлика на нивото на опременост. Секако треба да располагаме и се трудиме со посоодветна опрема, меѓутоа управата за хидрометеоролошки работи располага со таква опрема. Немаме моментално радиосондажни мерења кои се укинати негде пред 20 на години, пред тоа сме ги имале. Меѓутоа располагаме со се друго. Сакам да кажам дека моделите, односно системот на диференцијални математички равенки, тие се десетина во светот. Имаме пристап до сите. Така да излезните податоци од нив, нашите синоптичари ги толкуваат. Меѓутоа излезните податоци се исти и за другите земји. Што е битно? Влезните податоци се битни. Значи, од нашата набљудувачка мрежа учествува во размена на податоци. Таа на секој саат време праќа податоци во Офенбак, тоа е збирен центар за наша држава, таму се формираат гридови почетни вредности и влегуваат во модели. Излезните податоци од моделите после синоптичарите ги толкуваат. Меѓутоа, колку ние повеќе ќе пратиме податоци во Офенбак, можеби толку ќе биде подобра прогнозата. Сад тука мора да се пофалиме што Македонија има една од најгустите мрежи во Европа. Во смисла на што густи? Во смисла на мерни места. Колку мерни места имаме ние? Па ја ви кажав, 19 мануелни центри со класични инструменти и 80 автоматски метеоролошки станици. Што е она што го имаат другите регионални центри во управите за хидрометеоролошки работи, например Софија, Белград, Загреб, околниве, а што го немаме ние? Кога станува збор за опрема или за некоја технологија или за некој софтвер што го користат тие, ние не. Ајде сега ќе кажам, значи Хрватска со влезот во Европска унија доби 6 нови метеоролошки радари. Ние ги немаме, ние имаме стари радари кои пошто се доста скапи, немавме можност да купиме, меѓутоа со дигитализација веќе ги обновивме така да се нови. Колку имаме ние? 2 само? 2. Во Ѓуриштито почне што се сосим доволно. Од кога се тие? Кога се набавени? Тие се негде во 80-тите години минатиот век. И се уште си ја вршат работата како што? Си ја вршат работата, да, меѓутоа се соочивме со проблеми да имаме често кварови, па има делови кои не можеме да ги најдеме, никој веќе една земјина топка не ги произведува. Па поради тоа пристапивме кон тоа да ги дигитализираме, да многу од тие делови, тиратрони, магнетрони избациме, сега имаме нови системи кои ако се расипат можеме да ги најдеме сега. Дали кога станува збор за нивото на опрема може да со поголема прецизност или брзина да се издаде метеоаларм кога станува збор за некое невреме? Нашите радари се апсолутно добри. Имаме прекрасна слика радарска. Добиваме поготово последниве 2 години, значи совршена е сликата, така да си ја вршат работата, како и нови радари.